Добар ден, почитувани, стартува најновата телма Амбулант. Во фокусот на денешната емисија се болестите на непцата, подочно пародонтозата. Се случува да прокрварат непцата. Дали е тоа пародонтоза? Доколку се спуштат непцата, односно се повлечат и забите се расклатат. Што може да се преземе во таков случај? Од што се формира забниот камен и каква е неговата улога во појавата на болестите на непцата? За симптомите, компликациите и начинот на лекување на пародонтозата денеска разговараме со професор доктор Киро Ивановски од катедрата за болести на устата и пародонтот, инаку декан на стоматолошкиот факултет во Скопје. Започуваме по рекламниот блок. Кога размислуваме за оралното здравје, најчесто забораваме на улогата на здравјето на непцата. Токму за тоа денеска зборуваме со професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет, специјалист по болести на непцата и пародонтот. Професоре, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, ви благодарам за поканата за гостување во вашата емисија. Само една мала корекција, специјалист по болести на устата и пародонтот. Болести на устата и пародонтот, токму и од таа катедра всушност доаѓате. И од таа клиника на стоматолошкиот клинички центар. Многу често луѓето се жалат дека имаат некаков проблем со непцата, дека им крварат, чувствуваат болка, додека јадат, па ќе кажат дека имаат джеп околу некој заб. Сега, дали ова е всушност проблем сериозен, односно дали се работи за болест или пак е вовед во болест, во пародонтоза? Да, тоа се најчестите симптоми на кои што се жалат пациентите, а се поврзани со проблемите на пародонтот. Во самиот почеток од вашата емисија, пред да продолжиме да разговараме и да одговарам на овие прашања, би сакал накратко да спомнам што е тоа пародонт. Пародонтот е потпорен апарат на забот. Тој го држи цврсто забот во коската. Го сочинуваат неколку ткива, тоа е најпериферното, она што го гледаме во устата, гингивата или забното месо, потоа коската, алвеоларната коска во која што се цврсто сместени корените на забите, сврзните влакна околу коренот на забот кој што го поврзуваат забот со коската и цементот на коренот на забот. Тоа се тие 4 ткива кои што го сочинуваат пародонтот. Заболувањето на овој потпорен апарат е наречено пародонтоза, како што го викаат најчесто нашите сограѓани и граѓани, но стручно ние го нарекуваме таа болест пародонтопатија. Оваа симптоматологија која што вие ја спомнавте на самиот почеток и на која што најчесто се жалат нашите пациенти или вас ако некој ве прашува, тоа се некој од клиничките знаци или клиничките симптоми на воспалителниот процес на овие ткива кои што ги спомнав. Некој од нив може да бидат многу безазлени, би рекол, не толку многу сериозни, како да речеме што е едно крварење повремено од непцата, причепкање на забите, или само втиснување на храна помеѓу забите. Тоа може да е знак на едно почетно воспаление на оној најповршен дел од пародонтот, тоа е забното месо или гингивата. Ако навреме се преземат мерки за да се излекува тоа, ние имаме комплетно излекување на тој воспалителен процес. И тоа е она што е најлесно да се реши при заболувањата на овие потпорни ткива. Меѓутоа, кога имаме веќе симптоми од типот на расклатеност на забот, кога имаме создавање на простори помеѓу забното месо и самиот заб, каде што се втиснува длабоко храната, каде што се насобираат голем број на бактерии кои што и понатаму го продолжуваат тој воспалителен процес, тогаш веќе најчесто станува збор за подлабоко воспаление кое што ги зафаќа не само забното месо, туку овие подлабоки ткива кои што ги спомнав, па и алвеоларната коска.
тогаш станува збор веќе за пародонтална болест или пародонтопатија. Што доведува всушност до воспаление на непцата, што пак води кон пародонтоза? Што е клучно? Дали се можеби бактериите кои што живеат во устата? Убаво кажавте што е клучно. Прашањето ви е сосема на место. Клучно и основно, без што нема пародонтопатија, се бактериите кои што се присутни во денталниот плак, во оние наслојки на забите, каде што тие се добро вдомени, би рекол, помеѓу себе добро комуницираат, создаваат едни огромни колонии на бројни бактерии и тие бактерии, ние денеска нема да ги оптеретуваме гледачите со имењата на бактериите, но ние како специјалисти по пародонтологија многу добро и ги знаеме кои се тие бактерии кои што се причинители, најважни причинители за појава на пародонталните заболувања и на гингивитот и на пародонтопатијата. Дали овие бактерии се дел од нашата нормална флора во устата? Така е. Тие се дел од нормалната флора на секоја индивидуа, на секој човек. Значи сите ние ги имаме тие бактерии во устата. Секој од нас има своја специфична орална флора, специфични бактерии во устата. Меѓутоа, кај некој од нас можеби се повеќе присутни тие бактерии кои што се поврзуваат со заболувањата на пародонтот, а кај некој од нас можеби тие бактерии да не бидат присутни. Различна е оралната флора кај различни индивидуи. Но, како и да е, кај секоја индивидуа бактериите присутни во наслојките на забите потекнуваат од нивната собствена бактериска флора. И доколку се остави да се создава тој дентален плак, тие наслојки на забите, без да се отстрануваат соодветно, мноштвото, бројот на бактерии во тие дентални плаки може да достигне милионски броеви, така да тие бактерии се, велиме, основни причинители за појава на воспалителните процеси. Меѓутоа, има и други дополнителни ризик фактори. Денталниот плак не е исто што и забниот камен? Не е исто. Која е разликата? Как визуелно, во што се состои разликата? Денталниот плак се меки, безбојни наслојки, наслаги на забите. Додека пак забниот камен, поради што и најчесто доаѓаат пациентите на нашата клиника или кај стоматолог, тоа се цврсти наслојки на забите, кои што настануваат со минерализирање, со скаменување буквално на тие меки бактериски наслаги. Значи, денталниот плак под дејство на минералите кои што се присутни во плунката и се исталожуваат во денталниот плак, овозможуваат создавање на тој забен камен кој што е видлив во устата на пациентите, кој што може и самиот човек да го види на огледало, најчесто локализиран од внатрешната страна на долните заби, таму најчесто можеме да го забележиме забниот камен. Каква е улогата на забниот камен во формирањето на болестите на непцата? Забниот камен не е директен, велиме, причинител за појава на пародонтопатијата, бидејќи директни причинители веќе ги обвинивме. Тоа се бактериите од денталниот плак. Но забниот камен служи како одлична подлога за наслојување и понатаму на денталниот плак. Освен тоа, тој има многу остри рабови и механички доведуваат до повредување на ткивото меко, односно забното месо, и понатаму го влошува воспалителниот процес. И поради тоа, една од најчестите интервенции првични кои што ги преземаме кај пациентите со заболувања на потпорниот апарат на забот е токму отстранување или, велиме, чистење на забниот камен. Притоа важно е длабински убаво да се исчисти забниот камен, да не останат некои мали фрагменти од него на забот? Добро ви е прашањето. Ние разликуваме, и морам тоа да го кажам, супрагингивално чистење и субгингивално чистење. Што значи супрагингивално чистење? Се она што се гледа над забното месо е отстранување на
супрагингивално отстранување на забниот камен. Вие рековте дали треба убаво. Да, секако треба да се влезе и под гингивата, под непцето, подлабоко и да се отстрани тој цврст депозит на коренот на забот што е присутен, бидејќи без негово отстранување, ако веќе е започнат процесот на пародонтопатија, ние нема никакви ефекти во лекувањето да направиме, ако не се отстрани, како што рековте, длабоко. Што некои пациенти велат, ни копа во непцето во забот. Да. И тоа е прилично непријатно, но очигледно е неопходно за квалитетно да се отстрани и тоа е важно за здравјето на непцето. Па и на забите. Во право сте, Марија, некои од пациентите буквално со тие зборови ја опишуваат интервенцијата која што ние ја преземаме во тераписки цели. Но без тоа нема лекување на пародонтопатијата. Мора длабинско убаво да се отстранат сите цврсти депозити, нив ги викаме субгингивални конкременти, тие се на цементот, на коренот на забот, тие се многу цврсто припоени. И ако не се отстранат, нема смирување на воспалителниот процес, нема заздравување. Нивното отстранување, понатаму полирањето, мазнењето на површината на коренот. Значи, неопходно и да се исполира потоа. Со нашите инструменти ние по отстранување на цврстите депозити правиме и полирање, мазнење на површината на коренот, за да овозможиме повторно заздравување, односно повторно припојување на она меко ткиво за коренската површина. Тогаш сме ние задоволни од терапискиот протокол кој што сме го спровеле кај пациентот. Колку често треба да го чистиме, да го отстрануваме забниот камен? Знаете, на ова прашање ќе морам да ви одговорам дека е индивидуален пристапот кај секој пациент, бидејќи морам да ги наречам пациенти ако ја имаат болест. Тоа се пациенти со пародонтопатија. Кај некои индивидуи или некои пациенти кои што се добро мотивирани за одржување на орална хигиена и кои што го прават тоа редовно, темелно чистење на забите со стандардните средства за одржување на орална хигиена или дополнителните средства за одржување на орална хигиена, кај таквите индивидуи чистењето на забниот камен, па и чистењето на пародонталните џебови е многу поретко. Тоа може да биде на 6 месеци, на 1 година. Може и подолг период да биде без потреба од чистење на тие цврсти и меки депозити. Но кај луѓе, кај индивидуи кои што имаат пародонтални проблеми, а не соодветно одржувањето на оралната хигиена, има дополнителни ризик фактори, ако се тие пушачи, ако има дополнително и некое општо системско заболување, тогаш тие, велиме, контроли, ние ги нарекуваме контрола на пародонталната болест и чистење, треба да се прави почесто. На 6 месеци, па кај некои дури на 3 месеци. Повеќе фактори влијаат врз тоа кога треба да се прави тоа. Го споминавте денталниот плак, односно забниот плак, исполнет со бактерии кои што всушност доведува до воспаление на непцата. Како пак тој редовно да го отстрануваме? Тука е клучот на нештата, би рекола. Редовното отстранување на бактериските наслојки на забите. Прво, да ги дефинираме што се тие. Тоа е една мека наслојка на забите. И таа добро обучена индивидуа, добро мотивирана тоа да го прави, може да го направи едноставно со, реков, ги спомнав, основните средства за одржување на орална хигиена, а тоа е прво четка за заби и паста за заби. И доколку веќе се зафатени пародонталните ткива со воспалителен процес, задолжително е дополнителни средства за одржување на орална хигиена. Особено значајно за пародонталната болест е интерденталното чистење. Меѓу забите? Да. Но најнапред би сакал накратко неколку совети за одржување на стандардната орална хигиена. Како правилно да ги измиеме, да ги счеткаме забите? Тоа е она што... Важна ли е четката? Дали е таа тврда или мека? Кој тип на паста за заби ќе потребиме? Дали дисплакнеме потоа со нешто?
Така, од овие неколку работи кои што ги спомнавте, првата работа што ја спомнавте е најважна, а тоа е четката за зъбите. Пастата за зъбите е второстепена, водичките би рекол третостепена, баш токму како што ги набројавте вие. Четката за зъби е најзначајното основно средство за одржување на орална хигиена и многу е битно каква четка користат луѓето за отстранување на тие бактериски наслојки. Она што е веќе стандард и кое што го препорачуваме и ние како Сдружение на пародонтолози е користење на четка со меки влакна. Зошто ќе речете со меки влакна? Тие наслојки бактериски, повторувам, се меки. Нема потреба од дозирање на кој знае каква сила и многу цврсти влакна на четката за да се отстранат тие бактериски наслојки. Но правилното четкање е значајно. Значи, повторувам, четка со меки влакна, влакната да бидат сите со иста должина е најдобро, да нема на врвот подолги па пократки влакна, да бидат меки, евентуално медиум, средно тврди, али подобро меки влакна и секогаш кога се четка, постојат многу техники и нема никој да ме разбере ако ја сега објаснувам какви техники на четкање, но она што како пародонтолози многу често го нагласуваме. Четката секогаш треба да се постави со врвот на влакната хоризонтално во предел на зъбното месо. Да се провибрира во предел на самото непце, за да дело влакната кружни движења, малку вибрациони да се навлезе со влакната под непцето и да се кон површината на зъбот да се повлекува четката. На тој начин се отстрануваат наслојките бактериски кои што се во предел на работ на непцето или малку под непцето. Тие се најзначајните кои што го предизвикуваат воспалението на гингивата. Но што се случува? Се случува да нашите граѓани, ќе речам, не мора да се пациенти, имаат почетно едно воспаление на непцето, кое што се манифестира најчесто со крвавење од гингивата. И плашејки се дека со четката ќе предизвикаат уште поголемо крвавење, најчеста грешка која што ја прават луѓето е да избегнуваат приближување до непцето, за да не им крвари непцето. Со тоа само се вртиме во круг. Наслојките на бактериските остануваат, уште се зголемуваат, воспалението уште повеќе се продолжува, крварењето си продолжува, може во некој период и да се смири спонтано, па да не го забележат и кога веќе ќе се расклати зъбот после неколку години, пациентите тогаш да побараат помош, а се може би од недоволна информираност, и нема да ги окривам граѓаните дека се неинформирани за ова, повеќе сме ние стоматолозите одговорни за да ја проследиме оваа информација која што е многу значајна. Значи, покрај тоа што ќе крварат непцата, упорно тој дел да се измива со четката за зъби. Во право сте. Да се кажам едноставно, во право сте. Тој дел кај што крвари, не треба ние, да речам во наводници крвнички да го приеме, но со влакната од четката во тој дел кај што крвари слободно, затоа спомнав меки влакна. Четки со меки влакна кои што нема да ја повредуваат гингивата, нема да го повредуваат зъбното месо. Дури и како еден вид на масажа ќе се направи со самото протривање во тој дел кај што е воспалението присутно и на тој начин тоа почетно воспаление можеме да го решиме само со една добра орална хигиена. Професоре, тука доаѓа на ред и зъбниот конец. Поделени се ставовите, дали треба да се употребува или не. Некои велат дека нема никакви бенефити од него, дека дури може да дојде до оштетување на зъбното непце. Други пак инсистираат дека мора да биде дел од оралната секојдневна хигиена. Што вие препорачувате? Зъбен конец да или не? Вака со два одговори да или не, ако морам да одговорам, ќе речам не. Но морам малце да го образложам тоа. Зъбниот конец се користи за интердентално чистење, за отстранување на оние наслојки
кои што се на просторите од забите кои што се недостапни за обичната четка за заби. Со обичната четка за заби ние ги миеме трите површини од забите. Онаа гризната, предната и оралната, внатрешната страна. Тоа се три површини од забите. А забот има 5 површини. Оние страничните површини ние не можеме да ги допреме со четката. Затоа е потребно тоа интердентално чистење. Вашето прашање беше конкретно за забниот конец. Забниот конец се користи, реков, за отстранување на тие наслојки од интерденталните простори. Меѓутоа, она што е проблематично кај забниот конец е што со него може да се направат, би рекол, сериозни повреди на она меко забно месо кога се внесува забниот конец помеѓу два заби. Доколку луѓето не се доволно инструирани, обучени тоа да го прават, најчесто конецот силно се втиснува помеѓу непцето и забот. Доаѓа до крварење. И доаѓа до крварење и го оштетува она припојување на непцето за забот. Затоа во старт ви одговорив не. Затоа што постојат подобри средства за чистење на просторите помеѓу забите. Тоа се интерденталните четки. Интердентални четкички, подобро речено, тоа се минијатурни, мали четкички за чистење на интерденталните простори. Спомнавте и вие и бројни студии кои што ги следиме ние на нашата катедра, на нашата клиника, се дека се правени споредби помеѓу користење на конец и четка за заби и само четка за заби. Во најголем број од студиите е потврдено дека нема бенефит од користењето на конец во споредба само со четка за заби. Но сите студии кои што ги имаме на располагање, ги следиме, ги читаме и нашето искуство долгогодишно клиничко покажува дека интерденталното чистење со соодветна интердентална четкичка за просторот кој што треба да се чисти е супериорно, поефикасно отколку само четкањето на забите со обична четка или во споредба со користење на конец. Зошто реков соодветна интердентална четкичка? Кај различни индивидуи, па и во различни регии, кај една индивидуа од устата, да речеме кај предните заби, има пошироки простори за поминување со таа интердентална четка, додека кај катниците има многу потесни простори. Затоа треба да се избере соодветна четка. На нашиот пазар се достапни. Достапни се по аптеките, достапни се по голем број на маркети, различни производи за интердентално чистење, зборам пред се за тие интердентални четки. Но еден совет кој што би го дал за најсоодветно да може да бидат применувани тие интердентални четки за тоа интердентално чистење, би било најдобро. Најсоодветно е секој човек и да има и да нема проблеми кога оди кај својот стоматолог, и матичниот стоматолог тоа може да го направи, да ги види какви се просторите и да го посоветува каква четка треба да земе. Секако, ако е просторот поширок помеѓу забот, ќе земе поголема четка со која што не е само еднаш ќе помине, туку ќе направи неколку пати чистење на тој простор, да го отстрани, повторно се враќаме на оној бактериски плак од тие простори. Ако не се отстрани од тие простори, тука воспалението ќе си остане и ќе продолжи да се продлабочува во тие простори. Само уште едно подпрашање во однос на обичните четкички. Заборавив да ве прашам дали е подобро обична четка за заби со меки влакна, како што споминавте, ја опишавте должината, или пак оние што се електрични. Што е подобро? Долго време ние како стоматолози бевме малце поконзервативни и тврдевме дека соодветно обучена индивидуа за четкање на забите со обична четка за заби, која што сите ние користиме, не е ништо полошо отколку електричната четка. Подеднакви ефекти. Меѓутоа, современите дизајни на електричните четки, кои што се со вибрации, со иригација сега можна, пуштање на вода за миење на тие простори, механичко вибрирање на тие електрични четки, истражувањата веќе покажува дека се тие посупериорни во споредба со обичните четки. Меѓутоа,
Меѓутоа, тие се можеби и поскапи, не се достапни на секого и повторно останувам дека секоја индивидуа со добро обучена, со обична четка за зъбите и со тоа интердентално чистење може да ја заврши работата. Доколку некој има крварење на непцата, па почели да се спуштаат непцата, да се повлекуваат, колку пати во текот на денот да ги исчеткаат зъбите? При тоа треба ли да нанесат специјални пасти кои што се наменети за пародонтоза? Пастите не ги спомнавме точно. Пастите се исто така помошно средство за одржување на орална хигиена и велиме дека пастата не е толку значајна како самата читка. Таа содржи во себе различни алкали, сапуни за да се направи пена, различни вкусови, но она што е битно е потребата да содржи во соодветни концентрации флуор пастата за заштита на забната површина, особено ако имаме и повлекување на непцата. Ме прашавте колку пати е потребно да се четкаат зъбите во текот на денот. Она што е општа препорака и која што често ние ја праќаме при вакви гостувања во емисии на нашите пациенти, ние кажуваме при различни предавања е 2 пати во текот на денот. Од сабајле да се исчеткаат зъбите, но да се исчеткаат темелно, правилно, онака како што стоматологот ќе препорача, и секако навечер четкањето пред спиење е можеби уште позначајно, бидејќи следи еден период на сон кога нема активност во устата и кога треба да бидат темелно исчеткани зъбите, нема активност затоа што нема дури ни лачење на плунка во тој период, нема само чистење во оралната празнина и во тој период треба комплетно да бидат исчистени сите површини од зъбите. Да се исчетка и јазикот? Јазикот, благодарам за што ме подсетивте, може би заборави во моето излагање. Голем број од овие бактерии кои што ги спомнавме дека се присутни во наслојките на зъбите, се присутни и на горната површина на јазикот. Во тие јазикот, ако го погледнете, има беличаст барчунаст изглед. Таму во тие подлабоки простори се присутни бактериски наслојки. И затоа е добро, освен четкањето на зъбите, со четката за зъбите да се помине и по горната површина за јазикот. Но за јазикот постојат и специјални други чистачи кои што се најчесто пластични, во секоја аптека можете да ги најдете за убаво да се исчисти површината на јазикот. Професоре, доколку дошло до спуштање на непцето, што е естетски проблем, освен здравствен, и зъбите почеле да се расклатуваат, што може да се преземе? Може ли тоа да се спречи? Да се поништат, да речеме, последиците од пародонтозата, да се врати во нормала, повторно да се крене непцето? Знаете што, кога веќе дошло до оголување на зъбите и расклатеност на зъбите, значи дека веќе е зафатена алвеоларната коска. Да вратиме потполно назад, да регенерираме комплетно, е речиси невозможно. Знаете, има една многу добра споредба која што сега еден мој колега од Загреб, кој што беше присутен во Скопје, ја кажа, и тоа е така. Груба споредба на пародонтопатијата можеме да направиме со дијабетот. Кога имаме само оспаление на гингивата и го лекуваме, ние имаме излекување во потполност. Враќаме се назад, во здраво. Меѓутоа, кога болеста прогредирала, напреднала, ја зафатила коската, која што го држи цврсто забот, доаѓа до губење на коската, велиме ресорпција на коската, создавање на длабоки џебови, враќање назад комплетно, речиси да не можеме да постигнеме. Значи, дијабетот, кога ќе го добие некоја индивидуа, го има цел живот. Меѓутоа, може да доживее длабока старост со дијабет. Како ќе ја доживее длабоката старост со дијабет? Ако е контролиран дијабетот. Ако ние ја контролираме пародонтопатијата, соодветно, пациентот до возраст од 80 па и 90 години може да ги има своите природни зъби. Ме разбирате? Тоа е таа една, би рекол, вообичаена споредба со дијабетот. Контролирана пародонтопатија може да му овозможи на пациентот да доживее длабока старост со своите природни зъби. Но, конкретно на вашето прашање, дали може да се подигне непцето, ме прашавте.
постојат современи оперативни техники кои што на нашата клиника се преземаат во зависност од состојбата, велиме за прекривање на оголените корени. А тоа наедноставно се прави со земање на дел од ткивото од натрешната страна на горната вилица, тоа е автотрансплантат, така наречен. Од сопственото ткиво се пренесува на местото каде што е оголен коренот на забот. Тоа се автотрансплантати, тоа е мукогингивална хирургија, која што се спроведува и на нашата клиника. Некои од моите колешки тоа го прават и тоа не е нешто што е невозможно. Дури современата терапија на пародонтопатијата овозможува делумно регенерирање на ткивата, па дури и на алвеоларната коска, која што е ткиво, која што најтешко се регенерира, се обновува. Постојат сега современи техники, современи препарати кои што се ставаат во тие дефекти, за да се овозможи да се поттикне регенерацијата. Но пак ќе се вратам, комплетна регенерација кај напредната пародонтопатија не можеме да очекуваме. А колку често треба да се третираат џебовите што се формираат околу одредени заби? Честотата на третманот на џебовите зависи од честотата на нивното активирање. Кај некои индивидуи, ќе се вратам повторно на оралната хигиена, кои што добро одржуваат орална хигиена, активирањето на болеста, би рекол, е многу по-ретко. Може да поминат 9 месеци, 10 месеци, година, да нема активност на пародонталните џебови, па и повеќе години. Ако добро се одржува оралната хигиена, ако имаме добро зачувано општо здравје, нема некој дополнителен системски фактор од типот на дијабет, од типот на пушење. Пушењето е многу значаен фактор кој што доведува до брзо активирање. А ако имаме пушач кој што не може да ги го остави остави и покрај нашите препораки и покрај штетното дејство кое што го има за општото здравје, ако има системски некој друг фактор кој што го намалува имунитетот и овозможува активирање многу брзо на тие пародонтални џебови, тогаш чистењето на џеповите ќе треба да биде на 3 месеци, на 4 месеци. А затоа е тука стоматологот, кој што прави проценка, ги проценува ризиците кај пациентот какви се, согледува како одржува тој орална хигиена, колку е напредната болеста и точно детерминира, му кажува на својот пациент, вие треба да дојдете за 3 месеци. Зошто? Затоа што пушите, не ги оставивте цигарите. Гледам дека тука имате дополнителни некои фактори кои што влијаат да дојде до активирање на болеста и затоа мора да се видиме на 3 месеци. Но гледаме дека пациентот е непушач, одлично одржува орална хигиена, нема дополнителни системски фактори, мотивиран е за да го одржува оралното здравје, сосема доволно е една година да се видиме на една година, да провериме каква е состојбата на вашиот пародонт. Јас работам долги години на клиниката за болести на устата и пародонтот, кај што би рекол се третира ова заболување и ние пародонтолозите стануваме пријатели со нашите пациенти. Толку често се гледате? Затоа што јас, да ви кажам, 33 години работам. Имам пациенти кои што ги следам 33 години. Од почетокот на кариерата и ово всушност говори колку често треба да се посетува стоматолог, поврзано со вашето прашање, значи колку често треба да се чистат и џеповите. Следејќи ја состојбата на нашите пациенти, каква е состојбата на пародонтот, ние така ги закажуваме и со години ги водиме всушност за да моето задоволство, верувајте дека е кога ќе ги видам после 30 години, значи некои пациенти со нивните природни заби во устата, а болеста веќе започнала во тој период во младоста, но сме ја ставиле под контрола. И тие до крај ќе се останат со своите природни заби во устата, затоа што имаме мотивиран пациент кој што се придржува на нашите препораки. И вие неколку пати прашавте на колку пати треба да се чистат, точно, тоа е многу значајно.
тие редовни контролни прегледи кај пациентите. Ние тоа го нарекуваме тоа ни е фаза од терапијата на одржување на постигнатите резултати. Сме постигнале некаков резултат во третманот, но тој треба да го одржуваме. Како ќе го одржуваме? Ќе го одржуваме на тој начин што ќе проверуваме на соодветен временски период колку пациентот се придржува кон нашите препораки и дали имаме стагнација, нема напредување на болеста или имаме активирање на болеста. Професоре, но што ако некој пациент загуби заб, еден или два? Што може да се направи доколку болести понатаму е активна? Тој не е толку мотивиран за да одржува орална хигиена, да оди редовно на вакви прегледи за чистење на плакот и џебовите. Може ли да се стави имплант кај него? Или пак мост? Покрај оние компликации кои што пародонтопатијата ги дава и врз системското здравје, една од најлошите компликации по оралното здравје е губењето на забот. Кај некои од пациентите, како што рековте, кои што не се мотивирани и понатаму не доаѓаат редовно на контролни прегледи, краен исход од нетретирана пародонтопатија е губење на забот. Што во такви случаи? Знаете, самата пародонтопатија води и кон губење на коската, поради тоа и се губи забот. Ние сме тука лимитирани со можноста за ставање на имплант. За да се стави имплант треба здрава коска. Треба да имаме доволно ниво на очувана коска, бидејќи имплантот буквално се вметнува во коската. Имплантот треба да имаме доволно ниво на коска за да го држи тој имплант цврсто тука. И тука постојат модалитети, ставање на вештачка коска, има решение за се. Но друга опција е ставање, премостување на изгубениот заб или изгубените заби со вештачки надоместок, а тоа е најчесто мост. Но услов за да се стави мост е тие заби кои што ќе го носат мостот, кои што ќе го пребостат празниот простор, да имаат здрав пародонт. Се враќаме повторно на почетокот. Так. Зошто? Тоа ви е исто како да земете да градите куќа, да градите зграда, а да немате соодветен темел. Пародонтот е всушност темелот на забот. Ако темелите се разнишани, колку и сакате вие да направите убава куќа, убава фасада, таа многу брзо ќе ја изгуби статиката и ќе се сруши едноставно. Може би се груби овие споредби кои што ги правам, али би сакал да разберат и вашите гледачи колку е значајно да биде здрав пародонтот, да биде здрава гингивата, да имаме доволно очувано коска околу забот која што го држи цврсто во вилицата, за да може тој заб да биде искористен како носач на мост и да се премости тој празен простор. И тоа е многу битно. Тоа е многу битно и тоа им го нагласуваме на нашите студенти на првите часови по пародонтологија кога им предаваме. Знаете, голем број од стоматолозите многу често почесто сакаат да работат протетика, да стават импланти, но сето тоа се прави ако само ако има здрав пародонт. Ако немаме здрав пародонт, да го излекуваме, па потоа протетика да се прави. Само од кога ќе биде излекуван проблемот може да се употреби протетиката. Така е. Значи треба да се излекува заболувањето, односно воспалителниот процес на пародонтот, да се санира комплетно воспалението, да се зацврсти забот и потоа може да се струже забот за коронка, да се премостува и другите сите интервенции кои што треба да се прават. Имаме многу малку време. Професоре, моето последно прашање се однесува на системското влијание на воспалените непца. Можат ли да создадат тие проблеми со срцето? Велат, ако имаш расипани заби, ако ти крварат непцата, ќе ти настради некој орган во телото. Има ли вистина во тоа? Има вистина во тоа. Едноставно ќе ви кажам дека има вистина во тоа. Затоа што самиот воспалителен процес,
оние длабоки пародонтални джебови кои што се создаваат, кои што се полни со инфективен материјал, делуваат како едно жариште, од каде што може да се расеат бројни воспалителни, ги велиме медиатори, воспалителни супстанци низ организмот. Па докажани се и со години зборуваме за асоциација, велиме, поврзаност помеѓу пародонталните заболувања, помеѓу воспалителната компонента на пародонтопатијата и кардиоваскуларните заболувања. Помеѓу пародонтопатијата и бубрежните заболувања, помеѓу пародонтопатијата и дијабетот. Постои асоциација. Понатаму, пародонтопатијата се вбројува во ризик факторите за предвремено породување. Пародонтопатијата се вбројува во ризик факторите за донесување на свет дете со помала родилна тежина, предвремено породување. Така да бројни се врските, бројни се асоциациите помеѓу воспалителните процеси на пародонтот и системските заболувања. Јас ви благодарам многу за овие прекрасни појаснувања на оваа сложена тема. Измина времето. Измина времето, остана уште многу работи недокажани. Професоре, се надевам дека повторно ќе бидете гостин во студиото на Телма. Ви благодарам уште еднаш за поканата, за ова може долго да се збори на вистина. Вие убаво сте ги систематизирале прашањата кои што беа добри за вашите гледачи да разберат. Се надевам колку што можев поедноставно зборува за да може да ме разберат гледачите. Дека е клучна оралната хигиена. Од тука се стартува. Од тука се стартува. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани, тука заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви посакувам да имате пријатен ден.